секогаш треба да се спореди тоа што може да се добие како принос од каматните стапки и принос од инвестирање во акции во однос на киријата која што би се добивала од таа недвижност, значи како инвестиција. Значи тука тоа компарирање мора да се направи и мислам дека сега во овие услови на раст на каматни стапки и на, можам да кажам, добри перформанси на компаниите, солидни перформанси, мислам дека тоа не е некоја најисплатлива опција инвестирање во недвижност. Швајцарскиот франак моментално е на вредност која што е највисока во однос на еврото од почетокот на воведувањето на еврото, значи од историјата на еврото. Од 2002 наваму, значи. Да. Значи франакот речиси се изравни со еврото, дури беше неколку часа пред неколку недели беше и посилен од еврото. И тука може да се каже дека од долгорочен аспект неговата вредност сега е преценета. Значи на швајцарскиот франак, инвестирањето во швајцарскиот франак представува одреден ризик, бидејќи како ќе се смирува ситуацијата со ковид пандемијата, мислам таа нели веќе има и видно смирување, меѓутоа и како ќе се изнаоѓа решение за воените што се действија во Украина, како ќе се смирува таа ситуација, вредноста на швајцарскиот франак се очекува да падне. Американскиот долар. За американскиот долар можам да кажам дека американската економија во последните 2 години има она и уште дека траеше ковид пандемијата почна со опоравување и има исклучително добри резултати сега. Значи има одново невработеност 3,6%, имаше раст на GDP во последниот квартал од 2021 6,9%. Добро, тоа е во однос на споредбата е во однос на ковид годините. И тоа е таа, мислам, бројка исклучително голема. И јас тука не би се изненадил тој да дојде во паритет со еврото во некој нареден период.